емисија Мој збор говориме за свесното родителство и одговараме на прашањето дали родителството е прашање на вроден инстинкт и интуиција или сепак треба да постои некој процес на подготовка за идните родители или за актуелните родители да се отворат некои советувалишта кои ќе им ги дадат вистинските насоки на родителите како да постапуваат во одредени ситуации кои се однесуваат на воспитување и подигање на децата. Говориме и за тоа колку често родителите прават грешки и како да разликуваме бенигна грешка која не остава трајни последици и може да се поправи и грешка која што е круцијална и има навистина големи ефекти во подигање и развој на самото дете во неговата иднина. Што треба да се преземе како надзор во родителството и дали просто родителите се единствената инстанца која што треба да биде одговорна за социјализацијата на децата или тука треба да се развива поголема синхронија и кохезија помеѓу сите агенции на социјализација, вклучувајќи ја и врсничката група и примарната група, соседството, роднините и така натаму, исто така и влијанието на социјалните мрежи и медиумите денеска кои играат огромна улога во воспитание и социјализација на самите деца. За сите овие прашања зборувам со Теодора Томовска-Ристовска, која инаку е специјален едукатор и рехабилитатор и работи постојано и континуирано и со деца и со родители. Проследете го нашиот разговор во продолжение и ќе ги дознаете сите информации кои што се однесуваат на свесното родителство. Теодора Томовска-Ристовска е мој денешен гостин, односно моја денешна гостинка. Ајде да почнеме со употреба на феминитивите. Она што денеска ќе го разговараме ми се чини дека е доста актуелна тема и им задава главоболки на многу од нашите гледачи, особено што се родители и сакаат да го спроведуваат концептот на свесното родителство и сега се спомнуваат некои практики кои што се во согласност со советите и насоките на експертите, тука се и психолозите, тука се и дефектолозите и целиот поширок круг, ајде и педагозите, тука ќе ги спомнам социјалните работници, социолозите, сите тие се вклучени во креирање на некои воспитни стилови кои што се правилни, па имаме и прирачници за свесно родителство, одговорно родителство и така натаму. Навистина многу се зборува денеска за тоа што значи правило на примена на родителски стилови и како да се биде добар родител. Меѓутоа, ако се сетам допред некои си десетина години, се веруваше дека родителството е инстинктивна работа, се зборуваше на долго и на широко за некаков мајчински инстинкт што го имаат жените и дека тоа е едноставно некоја работа која што ни е природна задача, односно дека природата ни има на некој начин нас веќе обучено како да се справуваме со родителските задачи. Дали си приврзаник на таа теорија дека ние имаме веќе природни, вградени со нас априорни вештини за да го играме родителството, да играме родителската улога, или сметаш сепак дека родителството треба да се учи по книга? Пред се благодарам на поканата. Да се надовртам на прашањето, за мене родителството не е нешто што се учи по книга, не е нешто за кое што претходно имаме искуство, туку родителството настанува во тука и сега. Односно, кога имаме таа задача да бидеме родители, дали е мајка или татко. Мајката, да, има некој си инстинкт, тоа доаѓа природно, внатрешно, така да родителството е едно моделирање, така би го нарекла. И со тоа моделирање настанува и маратонот, по кој што цело време трчаме во некоја развојна доба, развојна карактеристика, детето да достигне нешто, дали тоа го достигнало, ако не го достигнало, што ќе се случи и така натака. Мајката ја има таа примарна улога во текот на развојот и растот на детето. Ќе кажам, првите 2 години се на мајката, така ви нарекла. Не дека во првите 2 години не треба да очувствува и таткото, секако тука да биде во форма на помош, поддршка, емоционална и сите тие работи, но некако примарната улога во првите 2 години е на мајката.
Сега, исто така многу често говориме за тоа, имаме некој социјален притисок, сега треба да се оствариш како родител, па има нели некои идеални години, не знам, биолошкиот часовник кај жената се споменува кога треба таа да стане мајка, па имавме сега до пред некое време вест каде што нели родилка на 61 година како највозрасна родилка во Македонија со првороденче, таа вест е една убава што не изненади и секогаш имаме некоја средина, златна социјална норма и некој кој што, например, ги поместува тие граници. Дали треба да има, да речам, обука за родители, школа за родителство, совети, да се советуваат идните родители со експертите, со стручните лица и кога тоа треба да го направат? Дали е тоа таа фаза кога се подготвуваат да станат родители или може, например, и во останатите делови од, како што спомнати, и развојот на децата? Родителството не се учи по книга, така да за подготвеност и спремност пред да станат родители има курсеви каде што повеќе тука се обучува мајката помош и поддршка во текот на самиот процес на раѓање, но јас лично сметам дека пред да станеме родители многу треба да работиме на себе, бидејќи се она што кај нас е во позадина, нешто што не мачим, многу лесно може да се исфрли значи на виделина кога ќе станеме мајка или татко, значи кога ќе станеме родители. Зошто? Зашто сите наши, еве да кажам под наводници, несовршености, несигурности, проблеми со самодовербата, значи ние можеби пред да станеме мајка и татко не сме ги забележале, но тие настануваат и се моделираат кога веќе ќе се оствариме во таа улога. Така да многу е битно да кажам дека мајката и таткото треба да се водат според тоа какво е детето. Што претходна подготовка од типот на само техники за породување, да, во ред е сето тоа, но родителството бидејќи е еден дел од процес на каде што го вклучува и значи воспитанието е нешто кое што треба да го ставиме да тече и да видиме нели какво дете имаме, нели со какви предиспозиции, бидејќи детето се раѓа, нели со свој некои си предиспозиции. Така и карактеристики. Да, и карактеристики, така да ние не можеме да имаме некое претходно учење, претходно предзнаење, така да јас мислам да му веруваме на процесот и така да течат работите. Да се снаоѓаме во одење. Да. Кога спомнавме дека децата треба да ни бидат ориентир во воспоставување на нашите родителски пракси во односот на воспитанието и нели родителскиот однос кон децата, колку е важно да го следиме, како што рече ти, детето се раѓа со некои своји карактеристики, темпераменти, црти на личноста и така натаму, и има некои своји, нели, покажува афинитети кон одредена работа. Што е твојот совет за родителите? Од кога треба да почнат да го следат своето дете и да едноставно го насочуваат во правилен правец за да може да од него нели излезе крајниот резултат, да излезе идниот спортист или некоја, ако има нели некоја предиспозиција за специфична професија? Значи, децата разбираат и ни кажуваат многу работи уште со самото тоа што ќе дадат на светот, кога ќе бидеме дома со нив. Значи, децата се во првите неколку месеци значи го разбираат емоционалниот јазик. Значи, го разликуваат тонот на гласот на мајката, на таткото, особено на мајката. Значи, кога таа е лута, кога таа е стрекна и нели така се чувствува, тоест така детето реагира. Исто така детето во првите 3 месеци, мислам, многу реагира со плачот. Така да каква е нели дома атмосферата, така реагира и детето. Освен со плачот, реагира и со самото движење, со самата дали ќе биде раздразливо, колку ќе спие, како ќе спие, значи фреквенцијата, нели тоа ни е битно во првите неколку месеци од
животот на детето. Таа нели пирамидата на Маслов, каде што вика во првите неколку месеци, па да кажеме во првата година, детето нели е многу битно да му бидат задоволени сите физиолошки потреби. Физиолошки потреби типот на јадење кога е гладно, нели во првите неколку месеци, нели тоа се забележува според будењето, според плачот и така натака. Потоа тоа како расте детето, многу е битно да го следиме неговиот моторен развој, кога детето се врти од стомак на грб, па дали ги следи играчките околу него, затоа најчесто, значи, ние дефектолозите велиме нели да се користат црно-бели контрастни средства, контрастни играчки, каде што нели ќе има неколку основни бои со кои што ќе ги забележува детето. Потоа како расте детето, многу е битно нели од кога ќе се сврти, нели од кога ќе може да се врти од стомак на грб и од грб на стомак, нели следи фазата на седење. Па после од фазата на следење многу е битно исто така детето да почнува да станува, да се фаќа нели за предмети, за стол, за маса, за кревет, односно да почне да се исправа, и после фазата на одење. Пак ќе кажам, детето е секако нели се раѓа со своите генетски предиспозиции од мајката и од таткото, и кога ќе дојде делот на поточно процесот на воспитание, зависи од тоа какво ќе е детето. Дали детето ќе е поповлечено, па зошто е нели поповлечено, да видиме потоа дали е детето пораздразливо и така натака. Во тоа исто така многу е битно да ги негуваме неговите способности и кон тоа што детето цели, какви нели афинитети има, затоа што најчесто па ќе кажам, тоа е недостаток кај родителот, детето да го направи тоа наместо тој што нели кога бил дете или кога бил адолесцент, нели кој што не го направило, односно да направи една супституција. Така. И тоа нели пак ќе кажам, тоа е нели нешто што го мачи родителот. Исто така сакам да напоменам истражувањата во Србија во 2020 година имам читано, велат дека 80% од популацијата, нели од родителите кои ќе станат породители, дека процесот, односно стилот на воспитание го влечат од дома, од нивното примарно семејство. Така. Да, така да, затоа што ние кога ќе станеме породители, нели не знаеме како да се однесуваме, немаме никакво искуство и затоа се повикуваме на искуството на нашите родители. И затоа, како што напоменав во првото прашање, многу е важно кога пред да станеме родители да работиме на себе, на нашата самодоверба, да имаме увид за самите себе, за да знаеме кои сме и што сакаме. И кога ќе знаеме ние што сакаме, нема да бараме тоа од собственото дете. Бидејќи некои деца, ние имаме желба нашето дете, пример, да стане адвокат, лекар, да биде успешен, но едноставно тоа дете нема таква цел, тоа е нешто високо за него. Треба да се водиме од индивидуалните карактеристики на детето и да ги цениме способностите кај него. Морам да потенцирам, да нотирам дека ова твоја реченица навистина јас од праксата, од искуството, од обсервација сум ја заклучила дека многу често не може да се постават тие граници помеѓу родителот и детето. Не се смета дека тоа се две индивидуи, тука некогаш смета дека детето е продолжена рака на родителот и тоа е навистина некоја загрижувачка ситуација и затоа сме и денеска тука да разговараме на овие теми со цел да можеме на родителите да им решиме некои дилеми или да ги поттикнеме на таа внатрешно согледување, интроспекција што е спомнати. Многу често се случува и мислам дека родителите денеска се исплашени да не направат некоја грешка во однос на воспитанието. Можам да кажам дека навистина сме генерација на родители кои што се трудат да не направат грешки, се трудат да испаднат работите со нивното дете или со нивните деца во најдобар ред на крајот од краевите. Меѓутоа, колку чини една грешка во родителството? Се верува дека родителството е најважната животна улога и дека тука немаш простор за грешка, затоа што една грешка многу повеќе може да
се ефектуира и да те чини понатаму во животот, упропастен живот, упропастена генерација и така натаму. Дали се согласуваш ти со таа констатација дека родителството е најважната животна улога и дали се дозволиви грешки и грешки од кој карактер се дозволиви кога е во прашање практикувањето на родителството и воспитанието? Грешките доаѓаат од родителските стилови. Имаме најчесто два поларности на пермисивен родител, односно, како да го објаснам, родител кој што дозволува се, без да каже не. Имаме исто така и демократски стил, каде што тука имаме граници кои што се ригидни, кои што се крути, каде што како каже родителот така. Но меѓутоа средината јас би кажала и би ја поврзала со мислата која што ја прочитав во еден прирачник од УНИЦЕФ, кој што вели вака: биди раката која што води и збор кој менува. Низ процесот па на родителството расте и родителот и детето. Затоа грешките, па ќе кажам, зависи од каков тип се дозволени. Затоа што учи родителот, учи и детето од него, бидејќи родителот првично е модел на однесување и пак ќе се навратам на детето на 8-9 месеци доенчето. Прво го имитира однесувањето на мајката, на таткото, на средината. Понатака, кога детето ќе оди во градинка, во училиште, тука веќе влијае и социјалниот контекст, така да не е само родителот. Тука малку ќе го растеретам родителот, многу е битна и средината во која што е обкружено детето. Така да грешките, пак ќе кажам, ќе бидат оставени за да видиме што детето ќе научи, нели, од тие грешки под контрола, нели, под водство на родителот. Па имаме учење со обиди и грешки. Да. Кога зборуваме денеска за родителство, многу често се повикуваме на родителско право. Родителите имаат права, не знам, да бидат запознаени со здравствената состојба на детето, да учествуваат во процесите кои што се однесуваат на носење на одлуки во интерес на детето и така натаму и така натаму. Дури нашиот закон за семејство го потенцира и го имплементира концептот на родителско право. Меѓутоа многу ретко и во правен контекст и вака во колоквиален муавет не сум слушнала да се зборува за одговорностите и должностите на родителот. Постои ли таква листа? Можеме ли да ги наброиме тие одговорности и должности на родителите? Што му се на крај краеви одговорностите и должностите на родителите? И дали сметаш дека денеска многу повеќе треба да зборуваме за тој аспект, да сме одговорни родители, отколку да имаме само права во однос на детето? Права без одговорности нема, но одговорност со права родителски треба да има. Односно, па тоа е и поентата. Тоа е целокупната слика, тоа е целокупната дефиниција за еден родител. Значи, јас имам право, но меѓутоа со тоа право јас имам и одговорност кон тебе. Одговорност од типот да те воспитам, да бидам тука за тебе и од емоционален аспект, бидејќи најчесто некако емоционалниот, социоемоционалниот развој го потискуваме, не го уважуваме како родители. Многу е побитно и поважно да го прашаме детето што јадело денеска и со кого и што часови имало, а не го прашуваме добро денеска како се чувствуваше. Некако емоциите ги ставаме во некоја позадина или недоволно ќе ги уважиме. Така да јас сметам, како што реков, правилна дефиниција и вистинската дефиниција според мене е права и одговорност заедно. Постои ли одредено животно доба кога можеме да кажеме дека е некоја возрастна граница во која што младите луѓе или луѓето воопшто може да се одлучат да станат родители? Често се поставува тоа како прашање, како дилема, кога е вистинско време да станам родител? Постои ли некоја научна сторија или некоја научно истражување кое што определува согласно биолошките карактеристики и психолошката зрелост на личноста, кога е тој период, кога е наидеално да се одлучиме за да станеме родители?
Во наше општество границите сега за да се стане родител се некако изместени, затоа што сите трагаме за кариера, за сигурност, за доусовршување и некако тука се губи таа граница. Според книга велат од 25 до 30 години, но меѓутоа во пракса сметам дека зависи и е поврзано од своите индивидуални карактеристики, зависи од зрелоста која што ја имаме. Значи за работите зависи од нели екзистенцијално дали сме подготвени, нели дали сме спремни, и тоа исто така многу битен фактор. Потоа зависи од нели нашата психолошка состојба, нашата стабилност, да кажам, нашиот увид, нашата нели себе критичност. Така да секој се остварува како родител кога се смета дека е подготвен. Така да тука некоја конкретна граница нема. Најчесто и некои луѓе брзаат за да станат породители, затоа што така нели ги притиска општеството, средината во која што растат, но само не заборавајте дека тој притисок може да остави негативен ефект врз своето поколение. Зошто? Затоа што јас не сум спремен да бидам родител, мајка или татко, но меѓутоа моите од дома или тетките велат дека да, веќе ти е време. И тука има некоја голема дискрепанца. И потоа негативниот ефект го носат децата на било каков начин. Дали тоа ќе биде после развод, дали тоа ќе биде некоја собствена неусогласеност. Така да децата се нели плодот на тоа како се чувствувам јас и дали сум подготвена да бидам мајка или татко. Исто така, денеска можам да забележам дека по коментарите, вака што се споделуваат во јавност и на социјалните мрежи, многу често можеме да го окарактеризираме тој тип на презаштитнички родители, односно родители кои што цело време се параван на своите деца за сите нивни постапки, за сите нивни одлуки. Некако родителите се испречуваат пред децата и одговараат во нивно име за сите грешки што ќе ги направат, сите проблеми што ќе ги направат. Многу често кај таков презаштитнички стил на родители и вината наместо да се баре и одговорноста кај самиот родител и што тој како родител може да придонесе за да се донесе некакво решение за да се реши ситуацијата, се префрла вината кај училиштето, кај врсниците и така натаму и така натаму. Што мислиш ти за презаштитничкиот стил на родители, колку е тој штетен и до која мера треба да одиме пред нашето дете да го заштитиме, а колку треба да го оставиме самостојно и слободно да си ги донесува одлуките и да си ги трпи последиците за донесените одлуки. Самостојноста, значи потикнување на самостојноста кај детето започнува уште пред година дена, односно кога детето значи само да седне, нели тука имаме пак самостојност, значи само да држи лажица, нели година дена, само да оди, само да трча и така натака. Само да врзува врвки, значи од тука започнуваме. Сега, многу е битно како што тука детето го учиме да биде самостојно за самото себе, зборувам од моторички дел, исто така да тргнеме со таа помисла дека треба да го оставиме детето и во период на адолесценција, кога е изложено на многу фактори од типот на социјалната средина, од типот на трагањето на идентитетот, кој сум ја, што умеам, што можам, и сето тоа да го оставиме да биде изложено до дозата каде што родителот ќе види, односно ќе процени што детето и како детето може да се сноси со тоа. Затоа што ако детето на пример како мало, односно нели во тој училишен период емоционално е повлечено, емоционално се губи и не знае како да се заштити, не знае како да искочи од таа нели зона, тука е нормално да настапи породителот, затоа што нели се случуваат сега секакви работи и може да да отиде на таа друга крајност на анксиозност, депресија,
и нели така натака. И многу е битно да запомнеме дека кога се гради идентитетот, значи на детето, ние да бидеме тука во форма на поддршка. Ако детето, нели, секако ни дозволи, затоа што децата најчесто родителите во таа доба ги гледаат како своји непријатели. Сега, од друга крајност, кај тие презаштитнички родители и кај пермисивните породители, каде што имаме се што е нели дозволено да се прави, најчесто се градат индивидуи кои што или имаат преголема тука не станува збор па за критичност, тука имаат преголема желба за да направат нешто, имаат прегласни се, знаат дека што и да направат, тука се мама и тато да ме спасат и така натака, но родителите исто така треба да бидат на стадиум на свесност дека порете сето тоа, но меѓутоа и детето е индивидуа за себе, затоа што ние кога стануваме породители, обично детето го гледаме како заедништво. Од самиот начин на говорење, ние сега јадевме, ние пиевме, ние станавме, не, детето е буквално индивидуа за себе, да не бидеме конфлуентни со сопственото дете. Теодора, ти благодарам за твоето денешно гостување. Верувам дека споделивме многу корисни совети. Да благодарам што беше пред се храбра и отворена да дадеш такви насоки и да едноставно ги разјасниме сите дилеми кои што верувам дека како што јас како родител ги имам, верувам дека во истата ситуација се истоветуваат и многу родители кои што се гледачи на мојата емисија. Ви посакувам многу успех и понатаму и се надевам дека ќе разговараме на некоја вака слична тема која што верувам дека се повеќе го поттикнува интересот на гледачите. Благодарам и на вас за поканата и само еден краток апел да упатам. Активно слушајте ги своите деца, уважувајте ги нивните потреби и поврзете се со своите очи, а сакајте со срцето. Одлично, ти благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Да се биде родител е најодговорната задача која што еден поединец може да ја има, затоа што во родителството грешките можне често се навистина круцијални и се од големо значење за иднината на детето. Сепак родителството е жива материја која што се учи во текот на воспитанието и подигањето на децата, така што не можеме да дојдеме подготвени и со предзнаење за сите оние предизвици кои што ги очекуваат идните родители или актуелните родители. Многу работи и многу нешта зависат и од самото дете, од неговите специфики, карактер, темперамент и од неговото поимање на животот и учење на животните лекции со текот на животот. Тоа се заклучоците кои што ги донесовме денеска со Теодора Томовска-Ристовска, а јас ви закажувам повторна средба веќе следната недела со нови теми, нови гости и нови содржини. До тогаш ви посакувам убава работна недела. Се гледаме!